Добре дојдовте и од мене на конференцијата. Јас сум Емина Нурединовска од Македонскиот центар за меѓународна соработка и ќе ја модерирам оваа втора сесија од нашава конференција. Целта на сесијата е покрај првичните пораки кои што ни ги дадоа представниците од одговорните институции, вклучително и амбасадорот и министерот. Целта е сега да преминеме на една поширока дебата и пошироко согледување за клучното прашање кое што не е на дискусија на оваа конференција, а тоа е чија е одговорноста за борбата против корупцијата. Дали е на поединците, дали е на институциите или е колективна одговорност на сите нас. На наше големо задоволство и во оваа сесија имаме говорници кои што се врвни експерти и практичари од својата област, и сите се представници на граѓанските организации. Денес со нас се и Руслан Стефанов, директор на економската програма во Центарот за изучување на демократијата од Бугарија и долгогодишен соработник на МЦМС. Потоа господјата Јоана Авадани, извршна директорка на Центарот за независно новинарство од Романија, и господја Слагјана Тасева, председателка на Transparency International Македонија. Иако фокусот на сесијата, како што е наведено во самата агенда, е улогата и придонесот на граѓанскиот сектор во борба против корупцијата, со оглед на искуството на говорниците, ќе споделиме искуства и од поширока перспектива, меѓутоа и во пошироки рамки, вклучително и географски пошироки рамки, значи нема да е фокусот само на Македонија, само Бугарија или Романија, туку и регионот. И затоа, впрочем, и ќе почнеме и со Руслан, кој воедно и координатор на мрежата за добро владење и антикорупција во Југоисточна Европа, и кој што со оглед на скорешното, односно минатогодишното истражување кое што е направено во рамките на мрежата и во 9 земји од регионот, ќе се обидеме да видиме каква е состојбата и искуството со корупцијата споредбено во земјите. Меѓутоа, со цел да биде овој панел поинтерактивен, нашите говорници се замолени да дадат воветот најмногу 7-8 минути на прашања кои што ќе ги поставам јас, а исто тука ќе остане и господја Ковеси, која ќе биде исто така дел од овој панел, и на крај би сакале од нејза да слушнеме нејзини завршни согледувања за соработката, иако спомна за тоа како се соработува во Романија со медиумите, меѓутоа еве едно заокружување и нејзино видување каква е соработката со граѓанските организации во Романија и каква порака би дала уште еднаш за крај на конференцијата на нас. Ако има простор, ќе има уште 2-3 минути сумирање од другите учесници. Но еве да не должам, како што најавив, ќе почнеме со Руслан. Руслан, првите 2-3 прашања до тебе, односно првото е тоа дека, кажав, минатата година направивте истражување во 9 земји, ги вклучува Македонија, Албанија, Косово, Црна Гора, Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Турција и Бугарија. И основниот наод е дека искуството со корупцијата, со други зборови вклученоста на службените лица во коруптивни трансакции е многу висока. Дури и во земјите како што се Хрватска и Турција, каде што прилично е пониско нивото на искуство со корупцијата, во споредба со другите земји, односно на административната корупција, таквото ниво е многу поголемо од просекот кој што е утврден во Евробарометарот, односно истражувањето кое што е направено во земјите од Европската Унија. Прашањето е дали административната корупција е масовен феномен, а не само поврзување со индивидуални случаи на корумпирани функционери. Односно, какво е нивото на корупција во овие земји, какво е споредбено со земјите од ЕУ и кои се клучните механизми според тебе за справување со корупцијата. Прво да одговориме на овие, па потоа ако има време и за искуството на Бугарија. Повеле. Добар дан, аз ќе зборувам по англиски. Добар ден и ви благодарам на сите. Прво сакам да им се заблагодарам на Македонскиот центар за меѓународна соработка, кој навистина е лидер во граѓанското општество во Македонија во спроведување на оваа кампања за подигање на свеста во врска со корупцијата и се обидува навистина да се бори против овоја појава. И секако има партнери, сум работел со многу од нив, со Transparency International
со Сладјана Тасева секако и знам дека има многу добри експерти во борбата против корупцијата овдека во Македонија. Јас исто така сакам да се заблагодарам и на USAID кои видов дека се активни и во Бугарија и во целиот регион во последниве 20 години и навистина неуморно се предводници и во создавањето на знаење, меѓутоа исто така и во обидите да се поддржи и да се помогне во спроведувањето на програмите за борба против корупцијата. Секако, не смееме да го заборавиме уште еден важен играч во регионот и во Македонија, кој што во моментов е најверојатно најважен играч, тоа е Европската Унија, кој исто така помогна и во нашите регионални напори во лидерството за Југоисточна Европа за развој на интегритет кој што всушност јас го координирам. Емина веќе ги представи горе-долу на одите на истражувањето кој што го направивме во селди мрежата и го подготвуваме сега следното истражување и знам дека на одите од следното истражување ќе се презентираат за 2 недели. За 2 месеца, се извинувам, исто така во Брисел или некаде во регионот, во зависност од ситуацијата, имајќи ги предвид денешните случувања во Брисел. Меѓутоа, сакаме да го вклучиме алармот, бидејќи, како што рече Емина, нашите наоди покажуваат, веќе беа објавени и неколку написи за тоа, дека нивото на корупција во сите земји во Југоисточна Европа, вклучително и Македонија, е на системско ниво. Значи, подкупот е системски проблем, значи не е исклучок како што предходно мислевме кога се боревме против корупцијата преку спроведувањето на законот. Туку всушност станува збор за една широко распространета појава, што значи дека полицијата сама по себе не може да биде ефективна доколку се примени во сите овие различни случаи. Значи, да имаме 2000 луѓе против кои се води постапка или стотина кои што се обвинети, всушност не прави никоја разлика кога има многу повеќе од нив. Мило ми е што господјата Ковесив можеше да даде во нејзината презентација и видовме дека тие навистина се обидуваат да ги стават врвните луѓе во борбата против корупцијата на високо ниво, бидејќи тука спроведувањето на законот може навистина да направи разлика, да покаже примери дека никој не е над законот. Користејќи го законот против луѓето кои секојдневно се вклучени во корупција за 5-10 евра, секако и тоа е важно, меѓутоа нема да биде ефективно во една средина кај што имаме системска корупција. Да се вратам еден чекор наназад и да се обидам да споменам зошто е важно да ја продолжиме да ги продолжиме нашите напори во борбата против корупцијата. Едно од неколкуте работи кои ние како истражувачи во областа на борбата против корупцијата се обидуваме да го докажеме е дека има спротивна корелација помеѓу растот и корупцијата. Не знаеме кој го предизвикува другото, дали повисокиот раст возможува или прави да се намали корупцијата или корупцијата обезбедува раст, меѓутоа знаеме дека тие се поврзани. Значи се додека имаме вакво ниво на систематска корупција, сметаме дека нема да може да имаме висок раст како оние кои што на пример се мерат во Естонија. И факт е дека во Романија видовме еден од најголемите проценти на раст во последните неколку години од како излегува од кризата. Значи, навистина е многу важно сите предизвици со кои што се соочува Македонија во моментот, а кои што се поврзани со економскиот раст, многу е важно да се намали корупцијата, бидејќи на тој начин ќе се решат и тие предизвици. Знам дека времето ми е ограничено, значи да се фокусирам можеби само на она што го покажа нашите резултати од мониторингот во Југоисточна Европа. Прво, се јавува прашањето
каде е Македонија во однос на другите земји. Знам дека не е лесно да се измери корупцијата. Прилично сме сигурни дека Македонија е некаде во средината во регионот. Меѓутоа, ова значи дека барем 15 или повеќе од 100 луѓе се соочиле со корупција на месечно ниво, а тоа се многу луѓе. Тоа се многу корумпирани трансакции, коруптивни трансакции во еден месец. Секако ова не значи дека има коруптивна култура или дека ова е општество кој што ја одобрува корупцијата, меѓутоа значи дека самиот систем, самите институции не ги наоѓаат вистинските начини за да се борат против оваа системска корупција и не е потребно само да имаме агенција за борба против корупцијата или посебно обвинителство или не знам какви институции за да се бориме против корупцијата. Секако една од работите што ги видовме во Хрватска, Словенија, во Полска, можеби и во Романија во последните години е дека гонењето на овие врвни политичари кои што биле корумпирани дава многу добри примери. Во малите земји, ние сме мали земји, знаеме дека сите се знаат. Секој знае се за секого. И всушност, ако не ги тргнете овие политичари за кои што сите знаат дека биле корумпирани, не можете да се борите против корупцијата. Секако свесни сме за тоа кој покрај обвинителката од Романија доби најмногу прашања во првата сесија, тоа е секако специјалната обвинителка господја Јанева и мислам дека начинот на кој што сега ќе се справиме со ситуацијата е од голема важност. И да завршам со тоа што ќе кажам дали Европската унија може да ви помогне. Ние како членка на Европската унија може да кажеме дека е од голема помош, меѓутоа Европската унија не нуди готово решение. На крајот на денот зависи од сите институции, од граѓаните во земјата, тие се тие кои што треба да ги предизвикаат промените. И затоа многу сме внимателни во Бугарија, секојдневно ги гледаме дискусиите. Зошто немаме јавен обвинител како романската обвинителка во Бугарија? Зошто? Една од работите кои можеме да ги покажеме дека и во Романија и во Бугарија се случува две ситуации кога ЕУ може да помогне. Тоа е пред да станеме членки, кога навистина на некој начин не условуваа за да може да станеме членка да ја намалиме корупцијата и секако откако ќе станете држава членка. Меѓутоа најважен момент е кога има преговори, значи кога се прават одлуки дали ќе се влезе или нема да се влезе. Да кажам неколку работи за граѓанското општество. Сум ги гледал моите колеги од МЦМС и од Transparency International и од други невладени организации во Македонија дека напорно работат и мислам дека насекаде во регионот граѓанските организации имаат 2 пати повеќе доверба, и тоа е најмалку 2 пати повеќе доверба од во споредба со владините институции. И мислам дека граѓанското општество е тоа кое што ги има овластувањето од граѓаните да ја предводи оваа борба и да ја предводи оваа дискусија и затоа е важно граѓанските организации да бараат соработка со државните институции мора да соработуваат со нив, а тука се секако и меѓународните партнери и правосудството и медиумите. Значи не е случајно што целата прва сесија започна со амбасадорот Бели кој што спомена дека доколку медиумите не ви се реални и непристрасни да ве поддржат во борбата, тогаш вашиот глас ќе се изгуби таму некаде. Интерес на времето не би парафразирала што кажа, меѓутоа во секој случај благодарност до она што за неговото укажување всушност што треба да функционира да се справуваме со корупцијата и до податоците и видувањето каде се наоѓа Република Македонија во споредбено со земјите од регионот, особено по прашањето на искуствената корупција, односно на виктимизацијата. Ке продолжиме понатака со Јоана. Јоана, вие најмногу се занимавате со
медиумите, односно со улогата на новинарите во истражувањето на корупцијата, но исто така правите анализи за корупција во медиумите. Како вашата организација придонесува за справување со корупцијата и како воопшто граѓанскиот сектор е организиран во Романија и како придонесува во борбата против корупцијата? Повели, Ана. Ви благодарам многу за поканата и за тоа што ми дадовте можност да учествувам на оваа средба. Јас сум директор на Центарот за независно новинарство и веќе 20 години сум на таа позиција, 18 години сигурно. И за мене е многу интересно во моментов што не зборувам во име на медиумите и сега ќе си дадам слобода да бидам малку критички настроена кон медиумите, а ќе видите и зошто. Исто така координираме еден проект кој што го опфаќа целиот регион, се нарекува медијско партнерство и целта на проектот е дискусијата за медиумите да се пренесе и до други групи во општеството и да се добие поддршка за медиумите и токму поради тоа сум дополнително среќна што сум тука и што можам да зборувам со луѓе кои што не се мои новинари, мои колеги со кои што сум растела и со кои што соработувам последниве 20 години. Зборуваме за Романија и мајки предвид веќе она што го кажа нашиот бугарски колега. Ние ја гледаме земјата дека е на некој начин заразена со корупција. Тоа е една метафора која што ја користиме. Меѓутоа, сепак ние не сме болни. Не сме некој изрод од природата. Мора да разбереме дека тоа е начинот на кој што се развил нашиот систем, има причини за тоа и има име всушност за тоа што се случува во земјите како што се наши. Тоа се нарекува политички капитализам, кога политичките елити ги колонизираат, да кажам, државните структури, ги капитализираат или ги приватизираат државните органи, државните предпријатија, како што се зборува во политичките науки, бараат профит. Мислам дека ова е она што го нарекуваме ние корупција. Тоа е еден вид на однесување на политичките елити кои што го злоупотребуваат јавното добро. Ова е еден вовед што го дадов за да го поддржам оно што сакам да го кажам, дека имаме група на луѓе кои што го искористуваат јавното добро и јавните добра. Не е само одговорност на државата. Дури може да се каже дека и самата држава не може да се бори против овој вид на заболување и корупција, туку има потреба од интервенција од страна. Во однос на она што го прави граѓанското општество во Романија, сакам накратко само да истакнам неколку работи, активности. Прво, ние ја именувавме корупцијата. До 2000-та Романија немаше член со кој што се криминализира корупцијата. Значи, ни треба 10 години за да го постигнеме ова. Исто така, невладините организации, Transparency International од Романија, почнаа први да зборуваат за корупцијата и за перцепцијата на корупцијата во општеството. Невладините организации, како Transparency и како другите, ги документираа механизмите за корупција. Меѓутоа, сепак има ризик овдека, а ние навлеговме во тоа. Значи, со инсистирање цело време за корупција, ние створивме една перцепција дека постои многу повеќе корупција отколку што вистински постои. И луѓето многу лесно тврдат дека нешто е корупција, што може да биде некој вид на злоупотреба или некој вид на барање услуги, да кажеме. Значи, ние извршивме притисок врз властите да делуваат кога има корупција
и на вистина многу работа завршивме, многу напорно работевме преку други, меѓутоа исто така и преку меѓународните организации. Не нарекуваа предавници, државни непријатели, само поради тоа што ги изложувавме јавно ситуациите кои што се случуваат во Романија пред Европската унија, пред ОПСЕ, пред USAID и пред другите меѓународни организации. Како што реков, често не нарекуваат државни непријатели и секако тврдеа дека некој друг ни плаќа ова да го правиме, да ја уништуваме државата. Сигурно ви е многу познато, бидејќи се случува исто така и во Македонија. Подготвивме и помогнавме да се спроведе законодавството во однос на корупцијата, а тоа е една од најважните улоги на граѓанските организации во борбата против антикорупцијата. Мислам дека на вистина ова е еден вид на знаење, експертиза кој што граѓанското општество може да го има во борбата против корупцијата. Пристапот до информациите, барање на отчетност од јавните установи, барањето на одговорност при јавните набавки. Значи, сето ова беа области во кои што учествуваа невладините организации. Отворените податоци исто така беа воведени преку активностите на граѓанското општество. Исто така организиравме јавни дебати, обезбедувавме консултантски услуги, вршевме обука на јавните службеници, дури на судиите, откако се донесе овие промени во законодавството. Друга важна работа за граѓанското општество Романија е што го откривме човечкиот аспект на корупцијата. Од една страна, да се види дека корупцијата е всушност напад врз човековите права, од друга страна, да се осигураме дека борбата против корупцијата нема да се претвори во напад врз човековите права. Значи, ова е една рамнотежа која што се уште се обидуваме да ја задржиме и секако можеби и вам ви е позната, дури и во однос на компјутерски криминал, борба против тероризмот, каде што всушност тенденцијата на државата е да ги заштити во момент до оној момент кога ќе ги загубиме граѓанските права. Значи, ова е работа на граѓанското општество да покаже кои се границите на овластувањата на државата, до кој степен може државата да оди. Внимавањето на активностите на институциите е нешто што постојано го правиме и тоа е никогаш нема крај. Мислам дека она што го правиме ние во Романија важи за сите граѓански организации во регионот, а тоа е дека новото законодавство носи попаметни начини за тоа како да се избегне законодавството. Колку е попаметен законот, толку попаметни се криминалците кои што го избегнуваат законот и некако се вртиме во круг постојано. Ние го навршиме мониторинг на законодавството кој што изгледало супер од 2000 до 2005 година, меѓутоа веќе во 2005 имало законски начини како да се избегне законот. И овдека е гадниот дел. Во последниве неколку години особено бевме ставени во позиција да ги замениме должностите на медиумите. Медиумите во Романија се силно поларизирани, многу се тесно поврзани со политичките партии или со политичките актери, политичарите. И се јавуваа некои теми за кои што не се зборуваше во медија или беа презентирани на еден многу пристрасен начин. Значи, стана наша должност во јавниот простор да ги представиме непристрасните информации, значи неутрални информации да представиме и во овој момент мора да се заблагодариме што постојат социјалните медиуми, бидејќи борбата против корупцијата не зависи веќе од традиционалните медиуми. Има начини и на институциите и на невладините организации да можат поинаку да ја пренесат пораката до јавноста. И на крај, но не и најмалку важно, имавме и ќе имаме постојано улога во образованието. Доколку борбата против корупцијата не ја внесеме во умот кај младите, како што рече нашата колешка, нема да победиме. Ке имаме обвинители против криминалци и тоа ќе се повторува и ќе се повторува и ќе се повторува и тоа не е доволно за да се промени она што го нареков оној предаторски став на некои политичари.
И последното нешто што сакам да го кажам е дека треба да имаме предвид дека ние сме непрофитна организација. Ние всушност собираме средства за да можеме да работиме и на нас гледаат како луѓе кои што некој ги плаќа, а всушност ние сме инвеститори во добросостојбата на државата. Може би изгледа дека имаме мало влијание, ограничено влијание. Ние неодамна доставивме еден проект до европски донатор, каде што се обидовме да создадеме наставен план за борба против корупцијата за новинари. Проектот беше одбиен, еден од коментарите беше тоа е само невладина организација која што се обидува да се пробие во академските кругови. Да, тоа е невладина организација која што се обидува да се пробие во академските кругови, бидејќи никој тоа не го предава во академските кругови. Не може да се очекува дека обвинителите или дирекцијата за борба против корупција ќе го учи, ќе ги подучува новинарите за ова, бидејќи тоа не е именивна работа. А сега ако може да видиме една слика на екранот, значи доколку имате дилема дали е работа на сите или работа на државата да се бориме против корупцијата, се обидувам малку визуелно да ви ја представам ситуацијата. Добро, тоа беше тоа. Она што го видовте беше едно досие. Значи, да, еве сега да се вратиме на првата фотографија. Да, сега ми се уништи ефектот што сакам да го постигнам, меѓутоа сликата покажуваше стотици страници во едно досие, а ова се стотици и стотици досиеа такви кои што ги имаме, кои што работи дирекцијата во Романија. Има 11.000 случаи на кои што работеа минатата година, а има стотици значи 100 и нешто обвинители, значи за секој обвинител мора да работи на 100 случаи од овој тип. Дали е тоа задача за институцијата или за целото општество? Ви благодарам. Благодарам многу, Јана, за ова инспиративен бовет. И ако немате против, ќе си ја повторуваме вашата реченица дека граѓанските организации се funded to keep the state going on, бидејќи барем мене лично ми се допадна и кажува зошто и која е улогата на граѓанските организации во овие процеси, особено во справување со корупцијата. Ке продолжиме понатака. Најавивме, значи, дека господјата Слагјана Тасева денес со нас, Слагјана, вашето искуство и познавање на состојбите со корупцијата е големо и може да дебатираме на различни прашања со вас. Меѓутоа, еве да се фокусираме на неколку за овие следни 7-8 минути. Прво, дали Романија е пример кој треба да го следиме и како механизам, и како законска рамка, и како пракса, што тоа веројатно очигледно е, ние треба да се повторуваме, меѓутоа системот како таков поставен, дали е нешто што ние треба да го следиме. Дали нашите институции имаат одврзани раци, односно правни гаранции за соодветно справување со корупцијата, и некако денес ја заборавивме поради присуството на обвинителствата, не ја спомнавме Државната комисија за спречување на корупцијата, дали каква е улогата на комисијата кај нас и каква треба да биде или да се подобри. И што би менувале вие во постоечкиот институционален систем и правна рамка кај нас? Повелете. Благодарам, Емина. Ви благодарам на сите кои што работите на овој проект поддржан од USAID, што ме поканивте да учествувам на оваа исклучително значајна конференција, на која што можеме да ги слушнеме искуствата многу клучни и важни на институциите од кои што зависи владењето на правото во оваа држава, институциите кои што се грижат за тоа да нема недопирливи и за борбата против корупцијата од институционален аспект. Јас се обидов во мојата презентација да направам еден осврт, онака како што Емина ги постави прашањата,
конкретно на секоја од нив. Мина, дали ова вака оди? Јас извинувам што мојата презентација е можеби на 3 јазика, на македонски, на англиски и на крајот на српски, ќе видите зошто. Но бев понесена од тоа дека така ги добив прашањата да мина на англиски, па мислев дека треба да продолжам да работам на англиски, но ќе биде полесно за оние кои што ја следат ова конференција преку преведувач, може би да видат за што станува збор. Прашањата Емина веќе ги презентираше, така да нема да ги повторувам. На прашањето дали Романија е примерот кој што треба да го следиме, јас едноставно би одговорила со да. Затоа што тоа е многу очигледно, но не само затоа што е очигледно дека треба да се следат добрите примери и да се учи од добрите практики, но затоа што ние имаме речиси многу слична правна и институционална рамка со Романија. Делот на усогласеноста на законите со меѓународните стандарди го следев долги години преку членството во Греко и неколку пати имам реализирано средби со институции во Романија, така да поставеноста правна институционална е речиси слична. Нивната национална директоратот за борба против корупција е пандан на нашето специјално јавно обвинителство за борба против корупцијата и не е пандан на нашата Државна комисија за спречување на корупција. Многу сличен мандат со Државната комисија за спречување на корупцијата има Агенцијата за национален интегритет или НИА во Романија. И затоа ќе кажам неколку зборови повеќе за НИА, посебно имајќи го предвид прашањето како или колкави се сличностите во постапувањето на институцијата, особено од аспект на работењето на Државната комисија за спречување на корупцијата. Ќе ги прескокнам овие неколку слайдови за директоратот, затоа што имаше доволно за тоа презентација од господјата Лаура Ковеси и заклучокот дека директоратот не е компатибилен со Државната комисија за спречување на корупцијата. Неколку зборови ќе кажам за Агенцијата за национален интегритет во Романија, која што е формирана во 2007 година и од аспект на тоа како се појавува антикорупцијските институции во регионот, може да се смета и за прилично нова институција, затоа што нашата Државна комисија за спречување на корупцијата е формирана во 2002 година и една од најстарите, потоа Словенија, потоа слушнавме кога е формиран директоратот во Романија, кој што е некои 5 години пред формирање на агенцијата. Но ова предизвика посебен интерес, посебно затоа што оваа агенција го доби во својот наслов зборот интегритет. Значи, од 2007 година наваму се почесто зборуваме и го користиме терминот интегритет, го вградивме и во нашиот закон за спречување на суди на интереси, и во стратегијата за државни службеници, го видовме и во словенечкиот закон за Комисијата за борба против корупцијата и се повеќе се наметнуваше темата интегритетот, но надлежноста на Агенцијата за национален интегритет во Романија е личниот интегритет, а не институционалниот интегритет, како што тоа или на тоа е фокусирана Агенцијата за борба против корупција во Србија, која што настојува да воспостави систем за интегритет на институциите, поставувајќи ги сите оние индикатори за анализи на ризик и компјутерско следење на тој ризик, што исто така го следи како пример и нашата Државна комисија за спречување на корупцијата. Значи, ние е автономно административно тело, исто како што е и нашата Државна комисија за спречување на корупцијата. Ги верификува, ги собира и ги верификува имотните листи или изјавите за имотна состојба на високите функционери, анализира неусогласеноста, односно
проблемите во пријавувањето на имотната состојба. Исто така и поднесува пријави до надлежните институции за истраги, кога ќе најде насомневање дека нешто не е во ред со пријавите за имотната состојба на функционерите. Спроведува административен тип на истраги, нешто за што исто така има можности и надлежности и работеше на тоа доста и нашата Државна комисија за спречување на корупцијата. Има пристап до документите на сите институции или организации кои што и се неопходни. Истото го има и нашата Државна комисија за спречување на корупцијата. И исто така постапува екс официо во истражување на состојбите на судир на интереси и проценка на имотната состојба. Значи, постојат голем број на сличности помеѓу Националната агенција за интегритет во Романија и нашата Државна комисија за спречување на корупцијата. А веќе претходно говорниците кажаа дека има голем број на сличности помеѓу јавното обвинителство или за борба против организиран криминал и корупција и Директоратот за борба против корупција. Значи, институционалната поставеност ни е многу слична. Постојат разлики, се разбира, во капацитетите со кои работат овие институции, затоа што ние е многу јавна и многу транспарентна институција и на нејзиниот портал се наоѓаат 5.697.459 декларации на или имотни листи на функционерите, заклучно со 11. март 2016 година, и сите тие се достапни до јавноста. Таму постојат инспектори за интегритет кои што ги спроведуваат анализите засновани на пристап до повеќе бази на податоци и на еден многу компјутеризиран систем на проверка и интегрирано менаџирање на овие проверки на изјавите за собственост, и тие имаат некаде околу 300.000 луѓе кои што треба да поднесуваат таков тип на изјави годишно. И буџетот на НИА, значи тие имаат 83 запослени и имаат 117 систематизирани работни места, и буџетот на НИА во минатата година бил 9.317.000 евра, ако зборуваме за капацитетите. Еве ја структурата, 44 имаат истражители, односно инспектори кои што работат на анализи на овие декларации. А еве ја веб страната на НИА, каде што може да се види информација за било каква имотна состојба на функционерите. Значи, тие не ги симнуваат овие изјави од веб страната откако ќе му заврши мандатот на функционерот. Во однос на ова се индикаторите за капацитет. Во Македонија Државната комисија за спречување на корупцијата имала 408.000 евра според извештајот од 2014 година. Има 26 вработени, бројот на јавни службеници кои што треба да поднесат декларации е 160.000 и имаат 4.000 изјави за имот и исто толку за интерес, и веќе кажавме податоците за НИА. Значи, Државната комисија за спречување на корупцијата не е целосно екипирана со кадар, иако за тоа постојат потреби, односно систематизација. Работи на административни истраги, ја спрема државната програма за превенција на корупцијата и така натаму. Она што е заедничко исто така е дека и Државната комисија за спречување на корупцијата и НИА имаат пристап до информациите на банкарските сметки на јавните службеници по нивно барање, односно по заверени изјави за интегритет. Во однос на специјалното јавно обвинителство, исто така Директоратот не е пандан на специјалното јавно обвинителство, затоа што тоа е во рамки на правосудната структура, и кај нас станува збор за специјално јавно обвинителство кое што има посебен мандат и посебен рок. Што е она што би го замениле или промениле во постоечкиот институционален систем? Мислам дека институционалниот систем постои. А што е она што треба да се направи?
подобра имплементација на постоечките закони и би рекла развивање на културата на интегритет. Кај нас мора да се работи на развивање на културата на интегритетот на поединецот. Поединецот како човек, како професионалец, како личност која што делува дали во невладин сектор, дали во медиуми, дали во јавното обвинителство, затоа што и таму е неопходен личен и професионален интегритет за да се оствари функцијата на борба против корупцијата и да се заегне личната одговорност. Значи, исто така, изборувам и од аспект на остварување на улогите кои што ги имаат во рамки на службените позиции, лицата кои што се задолжени за борба против корупцијата. Дали не недостасува храброст за ефикасна борба против корупцијата, кога немаме доволно капацитет и ресурси, кога не постои институционална соработка или независност на институциите, исто така има и недостаток на храброст, се разбира, но мораме тука да се охрабруваме оние кои што застанале, затоа што кога ќе има една изрека stand up to be seen, speak up to be heard or sit down to be respected. Мислам дека ние треба да станеме да бидеме видени и треба интенцијата за колективна интегритет која што е полесна, би рекла полесно е да бараш одговорност или ризици во институциите отколку да поддржиш интегритет кај поединецот и во насока сега на одговор на прашањето дали борбата против корупцијата зависи е прашање на личност или систем. Јас тука целосно не се согласувам дека треба да има систем, но дека ова зависи од личностите и од интегритетот. Тука се потребни лидери, тука се потребни луѓе кои што се подготвени да застанат и да го прифатат овој предизвик, како што денеска овде ги имаме со нас Лаура и Катица. И мислам дека тоа се примерите кои што треба да се следат, а дека ова не е само мое лично или субјективно мислење, затоа што и така може да се разбере. Имам чест за прв пат да представам овде една одбранета докторска дисертација на London School of Economics во рамки на групата на политички науки. Авторот е од Србија, кој што ги објаснува моделите на антикорупцијските агенции и прави компаративна анализа на српските, хрватските и македонските антикорупцијски агенции. Зошто не сака понатаму? Значи, централното истражувачко прашање било кој фактор најмногу ги објаснува работењето на антикорупцијските агенции. И тестирани се 3 видови на теории: организацијските фактори, временскиот фактор и човечкиот фактор, односно влијанието на лидерот. Ова биле агенциите Советот за борба против корупција во Србија, Советот за судир на интереси, агенцијата во Србија, Државната комисија за борба против корупција во Македонија и УСКОК. Клучниот наод, еве го, човечкиот фактор е клучна варијабла за енфорсмент на агенциите. Промените во лидерството на агенциите, дали на директорот или составот на бордот, биле следени со промени во работењето. Организационите фактори не биле клучни. Некои агенции имале остро работење, дури и со многу мало ниво на формална независност и многу мали ресурси. А слично, други кога имале големи ресурси, имале многу мала независност. Ова е објаснување на методологијата и видови на акции кои се следени, но ова е графиконот на Државната комисија за спречување на корупцијата во Македонија. Во првиот дел, значи, овие графикони го покажуваат стилот за енфорсмент на секоја од агенциите, значи постојат вакви графикони за секоја од агенциите. Јас го извадив само за Државната комисија за спречување на корупцијата во Македонија, каде што се гледа дека во
првите години од незиното работење се работело многу повеќе и многу поинтензивно на истражување на случаите на корупција и тоа се работело без селективност, додека во периодот што е покажан во вториот дел од графиконот, оние години кои што се означени како О, се покажува дека поголем интензитет е даден и таму каде што бил даден станувало збор само за случаи поврзани со работењето на опозицијата. И ова е последниот слайд, значи и персоналните измени се клучни за работењето на институциите од овој вид. Ова е нешто што е целата анализа, ќе ја споделиме, ќе може да ја видите целиот докторат, но јас навистина се согласувам со ова и мислам дека фактот дека имаме лидери кои што се подготвени да застанат и да ја поведат борбата против корупција покажува на тоа дека има подобри резултати, затоа што верувам дека и пред Лаура имаше таму обвинители во Романија кои што немаа такви резултати, а и ние имавме обвинителство и пред создавањето на специјалното јавно обвинителство, па немавме резултати. Значи, сепак да ги поддржиме поединците. Благодарам. Благодарам многу, Слагјана. Еве. Thank you very much, Slagjana. Now we have a scientific confirmation giving us an answer for a question. Thank you very much for sharing this data with us. With Laura, we agreed that in the end she will give the comment so that we can leave more room for discussion. So now I open the session for question and answers since we are quite late. The conference should end at 2:30. I think that we can continue to 2:45 or maybe 3 because at 3:30 Laura has to leave for the airport. So not to take time, if possible, now I will open the discussion, and in order to have as many people as possible, let's limit your discussions to 3 minutes, and then if there is room, if there is time, we'll go with another round of questions. And please, let's try and finish by 2:45. We asked people to register if they want to ask questions. We have questions from Suad Misimi, Petar Anevski, Council of Public Prosecutors, Misha Popovic, Miodrag Glavovic, and Filip Stojanovski are for the time being on the list. You can take the floor. Suad, we can start with you. Thank you very much. Thank you for the invitation. I would like to thank the guests that you managed to ensure for this event. I will try to be short, taking into consideration the time. The question for this event, person or system, basically indicates that the answer is both. We need to have individuals with integrity and system with integrity. And taking into consideration my old statement that in our situation we have individuals against the system, and the system is quite necessary, which we can see from the large efforts that the judiciary or a system in general is doing in the last 6 months to obstruct the operation of the Special Prosecution Office, only shows how much the system is important. So we operate with the term, or we use the term confined state,
which is an international term, and basically the system is holding state for hostage. We can see this in a very creative way in all levels of government. This only shows that these are all classical methods of action, and when we say that the judiciary and the supervisory institutions are completely used by the government, we can only remind ourselves that in Romania also there was a law on amnesty, which was abolished in the meantime. Now we have a similar situation. Also in Romania we had a situation to have highways which are supposed to be built in the following 3 years, but have already been subject of procedures against corruption. What is very important to know, and I would like to express a frustration of mine, because the media in Europe focus more on the Romanian prosecution compared to our prosecution for organized crime and corruption, for which we heard that even has better results than the Romanian one. But I don't know whether I should explain this by the fact that the cases that have been initiated in our prosecutor relate to cases of 5 dinars, very small amounts. The public prosecutor of the Republic of Macedonia mentioned, and he's quite right, by not wanting, he kind of presented the situation in which we all are. Independent organizations and media have transformed themselves into investigative bodies, so now we all need to bring evidence so that the prosecution can initiate the prosecution procedure. But the biggest statistics which can be presented within this topic are the statistics of uninitiated procedures, and these are quite dominant. And what is being produced from the independent parts of the society is something that the prosecution could work on in the following 50 years. Yes, 1 minute more, please. So, there was this email address that will be made available to the broader community in order to report possible breaches or violations of the election law. I think that this decision needs to contain an obligation to respond to all the complaints that will be submitted to this email address. Concerning submission of laws, which is the basis for a claim that the public prosecution is also a part of this hostage state, we can only mention the project Skopje 2014, in which we had an enormous number of examples where the costs for one facility were 500% higher than the initial value, and we know that the annex contracts in accordance with the law can be only 5% higher. So now I have a question whether we also need to submit evidence for this kind of cases, or these evidence are obvious. There are a lot of creative ways in which other institutions try to obstruct the operation of the special prosecution office, and by observing this, we can only state that we are still in the phase where we are individuals fighting the system.
And also appointment of Mrs. Covesi in Romania was also an issue of power sharing moment. And contrary to this, we could not decide in Macedonia. The political parties could not decide which should be the special prosecutor, but an external intervention was needed in order to do this. And that is why I'm afraid that because of the bad situation of the system in general in Macedonia, unfortunately, we will still hope for external intervention or assistance in order to be able to push these processes forward. Thank you very much. These are quite useful observations. Mrs. Covesi will give a comment. Ви благодарам за ова интервенција. Значи има 4 прашања отприлика. Мислам дека 3 од нив се тотално. I think that I heard 4 questions. O legislație privind 3 of them. Исто така имаше обид пред 2 години воведување на во парламентот на легислатива што се однесува до амнестија и наградување на одредени лица, туку исто така членови на парламентот се обидаа да го променат законот на тој начин да не може да бидат никој пат уфатени за овие коруптибилни прашања. Значи тоа е најдобар начин на кој може да се види како цивилното општество во Романија реагираше, како и невладините организации, така и самите државјани, и врз основа на значи под притисок на јавното мислење овај закон не беше прифатен. Значи во последните 20 на години не постои некој лице што не е офатено надвор од председателот на Романија, што не е офатена во корупција. Би сакал уште една негација на тоа што кажа на мојот колега. Значи господинот, значи значи автопат не беше блокиран заради прашања во врска со корупција при градбата на овие автопати. Значи беа правени одредени значи проверка на самите досија, меѓутоа не беше запрен процесот на изградба на автопати. Затоа што и многу граѓани не прават примедби. Например, во 2014 година физички лица кои се обратија до Националната дирекција за антикорупција со жалби порасна со 67% во споредба со претходната година. Исто така станува збор најверојатно за добро во институцијата, промена на менталитетот и фактот дека романците сакаат да живеат во држава со големо ниво на корупција, во една Романија почиста од просперитетна, што се унесува до нивото на корупција, до како и на главниот обвинител и на шефот на обвинителството. Постои во рамките на законот кој се зборува да Министерството за правда доставува еден предлог кој се доставува до супериорниот двор на магистратурата, вишиот суд, значи, и овој предлог е верификуван од страна на самите членови на овој виш суд преку организирање на интервју. После тоа самиот предлог се доставува до самиот председател на Романија. Имаше многу ситуации во кои исто Министерот за правда и министерот и председателот не беа од иста политичка партија, и исто така во функција од самото управување Министерството за Este important că în toată această
и двата органи беа од различни партии, така да постоеше више од консилиум на магистратори, кој што беше формиран за ова прилика, за да биде еден независен судија на сите овие постапки што следат последователно. Ви благодарам. Не ги кажав, а тие што разбираат македонски знаат точно што кажав. И благодарам се. Може да продолжиме понатака, па ако има простор, ќе го свртим уште еднаш кругот на дискусии. Господин Аневски, повелете. Најнапред ќе се задржам на изнесувањето на Сладжана Тасева, за кој имам извонредно позитивно мислење за нејзината работа, но кажа една реченица при своето излагање дека обвинителството, основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, нема баш постигнато такви резултати. Моето мислење, и ве убедувам дека е така, има постигнато. Јавниот обвинител на Република Македонија ги спомна стотици случаи на коруптивни предмети, извонредни резултати има постигнато. Меѓутоа, тие резултати беа постигнати на сите јавни обвинители кои работеа доста напорно во изминатите години и овие сега кои работат. Понатаму сакам да кажам дека ова обвинителство беше огледало на јавното обвинителство на Република Македонија, формирано во октомври 2004 година од тогашниот јавен обвинител Александар Прчевски. Морам тука во ова пригода да кажам дека овие резултати се постигнати со големо ангажирање на Американската амбасада. Тие беа целосно ангажирани за почетоците, бидејќи јас сум од тие првите 5 јавни обвинители кои работевме во тоа јавно обвинителство. Имаја со тоа обвинителство секојдневни контакти, обуки и дури финансиска помош за уредување на канцелариите и така натаму, малце подоцна тоа се случи. Исто така мораме да кажеме дека и од Европската унија, од одредени земји, пред се мислам на Италија, имаше тука јавен обвинител од Италија, 2 години живееше во Скопје и се пренесува секакви искуства и мислам дека тоа јавно обвинителство има постигнато импресивни резултати. Само како пример ќе ви кажам трговијата со луѓе од неговото воведување како кривично дело. Македонија секогаш е лидер на овие простори според истражувањата на Американскиот State Department, значи секогаш е во првите земји и начело во тоа сузбивање на криминал, но и против корупцијски кривични дела. Јас нешто, пошто сме ограничени со времето, ќе кажем нешто кратко. Околу обструкцијата, повеќе пати се спомнува, на државните органи, јас мислам дека можно е во одредени случаи, меѓутоа ние треба да бидеме и само критични од ова ново јавно обвинителство, бидејќи имаме случаи, еве сега тоа за прв пат го кажувам, кога се праќаат покани до тоа обвинителство за одредени обвинители од одредено обвинителство, нема што вие да цените ќе ја врачите поканата или не. Неврачувањето на покана. Тоа представува обструкција од тоа обвинителство на ова друго обвинителство. И да се разбериме, сите обвинителства се важни во Република Македонија. Јас како председател на Советот на јавни обвинители, за мене е важно обвинителството во Ресен и Дебар исто толку колку што јавното обвинителство во Скопје или да речем еве обвинителството за организиран криминал. Понатаму, ако Советот тебе ти праќа покана, има да се јавиш. Не е тоа слободен избор, не е етички да не се јавите на одредена покана да разјасниме некои работи. Еве има во јавноста нејасноти. Понатаму, околу надлежноста, и ќе завршам тука, препорака до сите јавни обвинители, сите вие кои се занимавате со ова ново јавно обвинителство, дискутирате, да го читате законот од член 1 до 23, а не само член 11 став 2. Ке почнете од член
еден, ќе видите таму што е кажано, ќе видите за надлежноста, ќе видите во кој период и за кои кривични дела ќе се работи. Значи имаме ограничено 2008 и за кривични дела кои произлегуваат од содржината на незаконска. Ништо надвор од тоа. Ако вие барате предмет кој не е ваша надлежност, очигледно едно дете од 7 години знае дека не е тоа надлежно, тогаш во тој случај, значи, вршите злоупотреба на еден начин. И Советот на јавни обвинители, согласно член 7, ово го имам повеќе пати кажано, се грижи за и ова специјално јавно обвинителство е одговорно за професионално, стручно и за законските действија што ги превзема. Не со некој од мазничка работа, меѓутоа во иднина ќе се јават такви случаи да имаме противречност од едно обвинителство на друго и тогаш тука е Советот. Ќе се јават можеби и други случаи, еве за изземање. Кој ќе решава? Бара одредено лице изземање. И да ви го спомнам уште еднаш во првите членови, каде што кажува се она што не е регулирано со специјалното јавно, со законот за специјално јавно обвинителство, ќе се применува законот за јавно обвинителство е сегашниот закон кој има повеќе од 100 члена и ќе се применуваат другите закони во Република Македонија. Еве јас започнав толку. Мислам дека ние овде ова време ни е многу кратко, можеме да дебатираме уште неколку часа, меѓутоа со оглед на времето ве поканувам на друга средба приватно да дојдете да дискутираме. Благодарам. Ви благодарам, да, јасно не, 3 минути стануваат 5-6 минути, но не е проблем, мислам дека еве ќе се обидеме да дадеме одговори и на поставените и ваши прашања, мислам дека и Слагена сака да одговори и Ристова. Само ако се согласувате, сакам да го завршам првиот круг на пријавени. Миша и Поповиќ и Филип Стојановски да искоментират и постават прашања, а потоа може секако господја Тасева да даде одговор на прашањето. Миша, повели. Благодарам, Емина. Сакам да изразам честитки за одличниот настан. Немам коментари, имам прашања. Мислам, коментарот беше дека конференцијава е одлична. Прашањата ми се упатени кон и Јоана и Лаура. Првото прашање е до Јоана, а тоа е каква е соработката на граѓанските организации со директоратот и со Националната агенција за интегритет. Не сум сигурен колку добро се преведува, можем и на англиски да го поставам прашањето, или е во ред? Во ред е? Добро. И останатите прашања ми се за Лаура. Прво, каков е односот на медиумите кон институцијата во која што работите? Бидејќи кај нас медиумите прилично антагонистички се поставија кон специјалното јавно обвинителство, или барем дел од медиумите. Второто прашање ми е, имајќи предвид дека директоратот има пристап до голем број на бази на податоци, до голем број на ингеренции, кој е методот за отчетност на директоратот, кон кого одговара и кон кого ги носи извештаите, пред кого ги презентира извештаите директоратот. Заради тоа што имате ингеренции да нарачате следење, прислушкување, пристап до бази со лични податоци, банкарски податоци, чисто тоа ме интересира. И финалното прашање е една руска аналитичарка, тоест теоретичарка, Елена Леденева, која што истражува за неформалните организации нешто поврзано со корупција, вели дека корупцијата, тоест неформалните институции, јас би го парафразирал како за корупција, не може да се победи со реформа од врвот,
Меѓутоа, за разлика од она што постојано се кажува од долу треба да дое битката, таа вели не, него врвот треба да се реформира. И сега прашањето ми е, имајќи предвид дека имате некаков успех во Романија, во борба против корумпираниот врв, дали сметате дека постои промена во оној систем што го нарековте на почетокот, систем или системски расширена корупција? Благодарам. Благодарам, Миша. Ќе му дадам збор сега и на Филип, а потоа ќе продолжиме со одговорите на прашањата кои што се поставија во оваа рунда. Здраво на сите, јас би сакал да искажам честитки за организацијата на настанот и учеството на толку релевантни високи гости. Имам едно прашање за нашата специјална обвинителка, а тоа е како граѓаните кои што се сомневаат дека биле жртви на многу сериозни злосторства, како што е во прв ред прислушувањето, може дали може тие да се обратат до обвинителството и која е процедурата за да дознаат дали биле жртви на тоа кривично дело и како да им се помогне понатака. Благодарам. Ќе одиме поред. Слагена Повели. Благодарам. Благодарам и за коментарот од колегата Аневски. Стално се гледаме на вакви состаноци. Овој настан ме подсети на некој настан од 99-98 година, кога за прв пат, може би вие бевте присутен, седнавме сите полиција, обвинители, судство да разговараме како да се бориме против организираниот криминал заедно, и тоа го организираа странциот и ние сами не можевме да седнеме да се договориме кој што ќе работи, кој каква надлежност има, кој е поглавен од другиот во тоа време. Многу сум свесна за случаите што ги спомна обвинителот Зврлевски. Штета што не ги спомна имињата, затоа што најголем дел од тие случаи завршени до 2012 година беа поднесени од Државната комисија за спречување на корупцијата и завршени во обвинителството после процесот кој траеше во судските постапки. Значи, познати се тие случаи, но од тогаш наваму се погласно почнавме да зборуваме за личниот интегритет. Тврдам дека има професионалци во обвинителството. Тврдам дека си ја знаат работата. И многу се добри, и многу се стручни, и ги имале сите можни обуки и поддршка од Европската комисија, од Американската амбасада, но на што недостасува е интегритетот личен и професионален во услови кога имаш заробена држава и во услови кога имаш силно влијание над работата од институциите од страна на власта. И затоа и пораката и кон тоа обвинителство за организиран криминал, и кон јавниот обвинител, јас сум кажала јавно дека судбината на државата е во рацете на јавното обвинителство. Кога имаме ваков тип на сомневања за криминали, поради кој мораше да се формира специјалното јавно обвинителство. И подобро е да проговориме на вистина, да видиме каде е проблемот и што треба да се направи да се појави тој интегритет на поединецот на површина, кој што ќе каже не се согласувам со она што се случува во мојата организација, за да можеме да направиме исчекор и промена, но мислам дека за тоа треба храбри поединци и лидери, не треба да бегаме од проблемите. Ви благодарам. Благодарам. Може, да, Повели. Благодарам на прашањето. Значи, специјалното јавно обвинителство институционално функционира, без никаква помош од никого. Значи, функционираме сами врз основа на средствата кои ни беа побарани од наша страна и доделени од страна на Министерството за финансии. Институционално што велам? Значи, ние имаме уписници, имаме начин на одговор за сите луѓе кои ни се обраќаат. Доколку било кој е бил жртва на прислушкување или
има сознание дека бил прислушкуван во периодот од 2008 до 2015 година, може слободно писмено да ни се обрати. Од практична гледна точка, ако не може, било како може да го напишете и на рака, секако ќе биде разгледано соодветно. Но не можеме да ги примеме сите луѓе кои сакаат да не видат, бидејќи имаме многу работа, а сме многу малку луѓе во самото обвинителство и сме сместени моментално во привремени простори кои ги задоволуваат условите, но работиме сите по повеќе луѓе во една канцеларија. Значи, дали ви јасно ви одговорив или сакате нешто да ви појаснам подетално? Па не, окей, фала многу за одговорот. Би било супер ако може по интернет да се искомуницира, за да не се троши многу. Ако има начин да се искомуницираат ваквите податоци преку интернет, би било уште полесно за да не ви се одзема време, мислам. Да, ние имаме веб страница, имаме и наш официјален мејл, имаме и Facebook страница на која можете да не следите. Значи, достапни сме 24 часа на социјалните мрежи и на нашата веб страница. Секој пат сме били од почетокот транспарентни во однос на јавноста и достапни до јавноста. И бидете сигурни дека во било кој ден, во временски период на денот, пратиме се кој и како, на кој начин не доживува во Република Македонија. Благодарам. Благодарам. Прашање уште до Лаура и Јоана имаше? Who will take? Finish with you. Okay. Understood it correctly, it's about the cooperation between our organization or CSO organizations and the DNA and the National Integrity, the National Agency for Integrity. Да, во ред е така. Значи, треба да признам дека ова е втор пат кога се среќавам со господинот лично, бидејќи господјата Ковашево лично, бидејќи на некој начин не имам никакви релации со Националната дирекција за борба против корупцијата. Ова не значи дека не соработуваме на начини кои што не можат да се означат како директна соработка. Обвинителството или дирекцијата биле цел, да кажеме, на некои жолчни напади од инструментализираните медиуми. На кој начин ние можеме да дадеме поддршка на директоратот во такви услови, преку критикување на овој вид на известување од медиумите, меѓутоа тоа да биде видливо за оние организации кои имаат што да кажат во врска со ова. Значи, не е случајно што овие организации се означени во важни извештаи за човекови права или извештаи од ОПСЕ, како медиуми кои што ја напаѓаат правдата. Не е дека ние одиме во управата, во директоратот и им велиме тешко вие патите, немојте. Значи, едноставно треба да поставиме механизми со кои што може да се поддржува и одржува кредибилноста и независноста на дирекцијата. Инаку тие си се обвинители, се работат на случај со корупција, ние си работиме нашата работа. Можеме да соработуваме во она што исто така беше кажано, во создавање на заеднички став кај граѓаните, во обиди да се подготват судиите, да ги гледаат граѓанските организации и медиумите некако непријатели. Медиумите критикуваат, бидејќи на некој начин мора да критикуваат, а некој пат па и чувствуваат потреба да се изразат, а ако не се критички настроени, тогаш не се доволно добри. Меѓутоа, да им се обидете да им објасните на судиите и на обвинителите како функционираат медиумите е друг дел од нашата поддршка која што ја даваме. Во однос на Националната агенција за интегритет има друг механизам. Агенцијата
надзира нешто што се нарекува Национален совет за интегритет. И таму има представници од невладени организации кои што исполнуваат определени услови, а ние имаме инвестирано многу време во зборување со луѓето, убедувајќи ги да учествуваат во таа организација, да се кандидираат, им даваме совети доколку се избрани на таа позиција. Значи, ова е дел од нашата невидлива работа. Уште еднаш сакам да кажам и се извинувам доколку звучам можеби пренегативно, меѓутоа ова е нешто за што никој не го плаќа. Ова е наше време, ова е наша доброволна работа, ова е нешто што сметаме дека ни е мисија. Да, имаме проекти, работиме со новинари, правиме ова или она, се што треба. Меѓутоа, исто така чувствуваме дека како дел од нашата мисија, како организација, е да вложиме време и лични за да создадеме една средина во која овие институции ќе функционираат нормално. И тоа е всушност нашата улога. И доколку ми дозволите, уште 30 секунди сакам да одговорам на едно прашање кое што беше поставено од првиот господин, зошто европските медиуми обрнуваат повеќе внимание на Романија, а не на Македонија. Прво, бидејќи нас не означија како корумпирана земја од 2000-та. Значи, на некој начин сме на репутација дека сме најкорумпираната држава и на некој начин се научија да не споредуваат и постојано да не следат. Потоа сега кога гледаат дека работите се движат во вистински правец, секако покажуваат исто така и интерес. Друг важен аспект е дека имајте предвид дека ние сме дел од Европската унија, што значи европските пари доаѓаат кај нас и поминуваат низ Романија, што значи дека корупцијата во Романија директно ги напаѓа економските и финансиските интереси на Европската унија. Значи од тие причини сме поинтересни за сега за европските медиуми од Македонија. Не станува збор за лични преференции. Затоа што преведуваме од романски на македонски на англиски, дел од работите можеби се губат во преводот, меѓутоа еве со дополнителни појаснувања се надевам доаѓаме и до одговори и повеќе одговори од колку што сме прашале. Лаура, повели со твоите последни прашања, бидејќи веќе сме 15 на минути после официјалниот дел предвиден за да завршиме денес. Госпоѓа Ковеси се согласи до 15 до 3 дека може да биде тука, бидејќи најавив мора да оди директно од овде на аеродром. Ке оставам да одговори на прашањата, ако сака уште некој од, мислам дека Руслан најмалку му оставивме простор да зборува, да каже уште нешто, па мислам дека може да привршуваме со конференцијата, освен ако некој навистина нема нека дополнителна порака за крај да каже. Лаура, повели. Значи, која е релацијата меѓу ДНА и мас медиумите, како што кажав, се обидуваме да бидеме колку е тоа можно потранспарентни и постои еден закон во Романија кој не задолжува да одредени податоци да ги публикуваме јавно. Нашето искуство со мас-медијата, како и мојата лично искуство, така и на моите колеги, значи како океанот со прилив и одлив, добри и лоши искуства. Многу пати нашите пореки се кријат зад еден технички јазик кој што не секој пат е можно да се протолкува правилно и свати правилно. Исто така имаше ситуација во кои самите новинари не критикували, не фалеа, станува збор за демократија. Во рамките на нашиот време ние сакаме да успееме коректна релација преку средби, доста чести со самите новинари. На националната дирекција, во Националната дирекција за антикорупција имаме повеќе околу 80 акредитирани новинари кои што ја следат нашата активност и се трудиме 3-4 месеци да
да имаме неформални средби со нив, на кои што можеме да им кажеме различни аспекти од нашата активност во врска со формата за професионална подготовка која што е организирана од одредени невладни организации од Романија. Беа поканети самите новинари и самите обвинители. Значи ние сакаме реципрочно да учиме едни од други. Значи самите новинари јазикот го користат, што значат одредени термини правни за нив, како они тоа правилно да го преведат и пренесат. Исто така и ние научивме колку е битно за нив да имат навремена информација, брза информација, комплетна информација. За среќа во рамките на вишиот во рамките на судот беше опфатена еден правилник, фактички станува збор за еден закон, како ние треба да комуницираме јавно како институција за правен систем и во овој водич беа предвидени сите документи кои што можеме да им ги дадеме на новинарите, кои информации и во кој момент. Имаме исто така и вебсайт кој е многу посетуван, минатата година беше посетуван од 3,5 милиони посетители. Секој пат кога имаме одредена акција, ставаме на вебсајтот и извадоци од самата пресконференција. Согласно законот ние сме задолжени да одредени статистики да ги доставиме на новинарите во време од 24 сати и тоаш кога информацијата предвидува еден поголем волумен на податоци, например, ни се бараат колку досија, например, за злоупотреба на работно место врска со, например, што се однесува во последните 4 години вакви прекршочни пријави, например, на самите градоначалници, имаме одреден термин на кој што ние можеме да одговориме. Односот на активностите извештај за нашите активности во текот на годината се прави во јануари месец за претходната година. Ние сме задолжени овие активности да ги доставиме до Висшиот суд и до Министерството за правда. Исто така датите, податоците до крајот на февруари на секоја година треба да ги представиме јавно во присуството на самите обвинители и на мас-медиумите. Податоците, база на податоци, имаме околу 280 бази на дати. И мислам дека принципот кој што треба да тргнеме е дека овие институции на државата само управуваат со овие бази на податоци, значи тие не се собственици на самите бази на податоци. Ќе дадам еден едноставен пример. Не мислам дека Националната полиција е собственик на базата на податоци која станува збор за идентификување на личните податоци на одредени лица. Тргнувајќи од овој принцип, ние склучивме протоколи со скоро сите државни институции кои што управуваат со овие бази на податоци со почитување на легислативата во самиот домен на активности, што се однесува до употребата нивна, на кој начин и како се употребуваат овие податоци. Исто така, околу 90% ова размена податоци е на електронски начин се прави преку компјутери, затоа што секој обвинител и полиција, например, има своја шифра и секој може да соодветно за работното место да влезе во овие податоци, значи може да се исто така достават и одредени жалби и може да се види дали некој обвинител правилно постапил или не. Значи секој исто така жител може да се обрати до Националната агенција за заштита на податоци и да праша дали нашата институција пристапи до неговите лични податоци и како управуваше со нив, што правеше со нив. Но ние имаме обврска да одговориме на сите овие прашања и ова е исто така начин за нашиот за работата на Министерството, за околу последното прашање што во споредба со
пред 10-20 години, кога систематски постоеше корупција во Романија, да, можем да кажем дека има многу промени во Романија и мислам дека не постои земја во светот каде што не постои корупција на едно повисоко или пониско ниво, но сепак е значено дека во Романија постојат институции кои се борат против корупцијата, постојат други институции кои се имплицирани во стратегии за превенција на корупцијата, имаме и национален авторитет, орган за интегрирање, кој што не помага во борбата против коруптивни дела и мислам дека најзначно е самото промена на менталитетот на ниво на жителите, на самите граѓани. Благодарам многу, Лаура, за ова дополнително појаснување и одговори на прашањата. Само уште 6 минути имаме до најавеното време за затварање. Реков дека на Руслан ќе му дадеме збор на минутка. Минутка, две, да. Па потоа ќе затвориме. Повели, Руслан. Hvala. Thank you. Just as... Благодарам. Како што веќе Лаура кажа, имавме добра соработка со Директоратот за борба против корупција. Како во Бугарија имавме многу контакти со наши пандани од Романија и навистина беше лесно и добро да се соработи со Директоратот на професионален начин. И конечна забелешка за она што е, дали е подобро да се биде земја членка на ЕУ, да, се добија повеќе публицитет. Бугарија и Романија имаат преголем фокус, особено кога станува збор за добро владење и корупција, но исто така имате можност да користите повеќе ресурси, да работите со организации како што е Директоратот, Агенцијата за интегритет во однос на различни прашања. И еден последен збор во однос на продатоците кои што селди ги производи. Разликата меѓу Бугарија и Романија за земјите од Западен Балкан е отпорот на граѓаните во однос на корупцијата се зголемува во голема мера во овие две земји после членството во ЕУ. Значи, можете да најдете начин да извршувате својата работа без корупција. Затоа има се повеќе и повеќе патишта кои што можете да ги следите кога станувате земји членки на ЕУ. Граѓаните наоѓаат начин, ако сакаат, и може да го постигнат она што го сакаат без корупција. Помалку можности за земјите од Западен Балкан во однос на корупцијата. Благодарам. Добро. Мислам дека е време да затвориме конференцијата. Меѓутоа, пред крај сакам да упатам голема благодарност до сите вас, сите учесници на оваа конференција, особено до сите говорници кои што го споделија нивното искуство и знаење, ги дадоа нивните предлози за подобрување на борбата против корупцијата и секако голема и посебна благодарност до господја Ковеси, која што дојде. Утре она има задача да го брани нејзиниот извештај пред советот на нивни обвинители, меѓутоа успееве да биде денес и вчера со нас и секако инспирација за сите нас, sejedno дали сме дел од граѓанскиот сектор или доаѓаме од државните институции. Би сакала исто така да се заблагодарам и на целиот тим на МЦМС, особено на колегите кои што немаа можност да бидат од оваа страна на масата, меѓутоа кои што придонесоа сите да бидеме денес на оваа конференција и на оваа маса. Особена благодарност до Марија, Борјан и Гонце и секако до, како што кажав, до целиот наш тим.